Значи, откако ја дадов забелешка во однос на претходниот амандман за заменик министерот да не излегува со образложение во делот дека ова е во надлежност на јавното претпријатие за државни пратишта, овој пат беше пократок, најверојатно заради што беше свесен дека ќе реагирам и дека и јас ќе повторувам дека ова е сепак буџет на граѓаните, им припаѓа на сите нив. Сите подеднакво, особено владините институции, имаат подеднаква обврска кон граѓаните и кон општините. Нема да должам многу, се надевам дека овој апел кој што го упатив до заменик министерот за да се разбуди во делот на колку е важно подеднаков да има подеднаков пристап кон амандманите, дека во следниот ребаланс, односно или буџетска расправа, сериозно ќе размисли за прифаќање на амандманот кој што, како што кажав, се однесува за падниот правец Миладиновци Бујковци во општина Илинден и истиот еве следниот чекор ќе биде дека би можел да го прифати или сериозно да разгледувам негово прифаќање, дури би рекла ако треба и видео изменување, но еве да речеме дека овие препораки апели кои што стигнуваат од моја страна ќе отиде и чекор напред и сериозно би постоела можност за разгледување и конечно, после, ако коригирајте ме на 4 ребаланси скоро, барем еден амандман би се прифатил за општина Илинден. Значи, досега не се случи, ниту во буџетската расправа, ниту во ребалансите, владата да најде сила, разбирање, за потребите на граѓаните од општина Петровец, општина Илинден и општина Зеленикова и досега нема прифатено ниту еден амандман за токму овие општини. И верувајте дека ако некој во даден момент цени дека можеби граѓаните не следат или не следат работата на Комисијата за финансирање и буџет или пак воопшто на собранието, особено во делот на амандманската расправа, сериозно се залажува заради тоа што ние во амандманите ги протоичивме нивните потреби и тие сакаат да знаат сите политички субјекти како се однесуваат во делот на амандманите. И впрочем, грижата, односно не грижата од страна на оваа влада во изминатите 5 години, но и подолго би рекла, во овие општини тоа како е препознаена. Во препознаена заради тоа што во општина Петровец повеќе од 12 години токму оваа влада никогаш не успеа да добие можност да менаџира заради тоа што најверојатно не се успеа да се препознаат потребите и грижите на граѓаните, исто и со општина Илинден и она што се случи на последните локални избори и со општина Зеленикова. Јас се надевам дека во идната буџетска расправа ќе се има повеќе разбирање и ќе се согледаат и потребите кои што се однесуваат на централно ниво, а се поврзани со локалните самоуправи од овие надлежностите на централно ниво, а се поврзани со локалните самоуправи од овие општини ќе се излезе во пресред. Ви благодарам.